Тие се доста скапи и јас како мајка непрестанно да ги користам. Ако треба ќе си одвоам, да речем денеска 2 пати ќе јадеме, нема да јадеме 3 пати. Меѓутоа не ја оставам. Мислам дека со мојата упорност, дека она и со Божја сила, дека она ќе се исправи. Морам да спомнам дека девојчето има 2 братчиња. Едното братче е 17 години. Значи, тешко, многу тешко. Значи, детето како дете не сака да има такво, мислам, во неговата фамилија. Го чувствам јас како мајка тоа дека он едноставно се инати, има да такви години му се нези пружаш мене, не ми пружаш. Едноставно се како да мисли дека ние постојано, ние не да ја гледаме, уопште него ни приметуваме како такво, но не е точно. Со такви деца доста бракови се растураат, значи ние успеавме на некој начин да се бориме и двајцата. Таткото, како татко, он доста и помага. И тоа од која е роден, она едноставно, он е понервозен, да речем, така, некои работи, знаеш, што не може да се искаже со зборови. И тоа да е Господ, дете се роди малово, па некако тие проблеми, тие тежини ги заборавивме, да речем, не целосно, делумно. Едноставно ни ја развесели куќата. Оно инаку со сестричката постојано и помага. Постојано, ајде дадо, стани дадо. Иако она не може. Дај раче, ајде, дај едното раче, ајде ќе одиме, излегуваме, он праша ја кика. Значи, он постојано е поврзан со неа. Постојано се шета. После интервенцијава очекуваме девојчето да застане, значи, на цело стапало, да нема проблем со искривување на стапалото, да почне она веќе самостално да оди, иако она ги покажуваше тие некои знаци за одење, затоа што претходно, кога носеше апарат, јас самата ја пуштав да неколку чекора сама да оди, значи од масата до креветот, и она тоа го правеше. Значи, тоа е многу голема желба за секој родител да го види своето дете на нози, да застане и да не вика дај ми раче, однеси ме у веце, донеси ме или ми се моча и тие работи. Морам да кажам дека Христина се роди пред време, значи како резултат на топилницата од градот Велес. Ние како родители не можевме да се помириме дека она ќе има, значи, некои проблеми, дали ќе бидат тоа физички или психички. И бевме принудени да пратиме анализи во Русија, значи кај доктор Скајни, примероци од коса и од ногти, значи изумрени клетки, во кои што добивме подоцна известување дека се работи едноставно за преголема доза на кадмиум и олово во организмот. Че настанало пореметување во организмот како резултат на топилницата од Велес. По 1 месец, значи, треба да одиме на контрола, да видиме дали раната е здравена, дали се работи за конци, вадење, тоа докторот треба да го каже. Значи, од кога ќе се извади гипсот, значи, почнуваме со рехабилитација. Тоа треба, значи, докторот да го каже. Рехабилитацијата во почетокот ќе биде изгледа во Велес. Сега дали ќе биде приватно и дали ќе сепак ќе каже он, значи сепак знае. А понатаму ќе биде рехабилитацијата во некоја бања. На крај морам посебно да се заблагодарам на
АБ телевизија, издруженијето Дајте ни крилја, кои дадоа се од себе да се дознае за нивната хуманост, за доста големиот напор што го дадоа од себе, за да се помогне на такви деца и да може, посебно за моето дете, да може да биде како другите деца, да се дружи како другите деца и да биде, значи, самостално. Во смисла, самостално да може да оди, самостално да си ги врши своите потреби, едноставно да не бара помош од другите. Ве молам, ве замолувам, сите луѓе што сте хумани, на Кајрон ги гледате броевите, значи, на кои што можете да донирате, моето дете да се исправи, да биде како другите деца. И многу ви благодарам, од срце ви благодарам. АБ Канал, во соработка со Сдруженијето на граѓани Дајте ни крилја, ги повикуваат сите социјално загрозени семејства, чиј член во семејството е лице со хендикеп или боледува од некоја тешка болест, да се јават на телефон 5512-923 или да пратат мејл со цел да им се помогне, раскажувајќи ја својата животна сторија јавно. Хуманоста е јазик што и глувиот го слуша, и слепиот го гледа. Дајте ни крилја. Ортопедска куќа Бауерфейнд. Нашата основна мисија е преку професионалната услуга од палетата производи да го пронајдеме и обезбедиме вистинското медицинско помагало со кое ќе се олесни секоја животна активност. Корисникот е секогаш во центарот на нашите активности, секогаш до вас, секогаш за вас, бидејќи животот е активен. Бауерфейнд. И во оваа емисија проследете го прилогот од кој ќе дознаете нешто повеќе за правата на лицата со попреченост, посебни потреби, хендикеп и дисфункции. Во поново време, односно последниве неколку години, се многу актуелни дневните центри за згрижување на деца со пречки во развојот, кои што во овој момент се некаде на број околу 23 широм републиката, и секако не помалку важни се и дневните центри со кои што управува невладиниот сектор, односно Републичкиот центар Порака овде во Скопје, потоа регионалниот центар Порака во Неготино и во поново време центарот Порака Наша во Куманово. Во овие дневни центри се опфатени некаде околу 350 деца со умерена и тешка интелектуална попреченост, кои што не се во можност да посетуваат редовен образовен процес, и тие се под постојан надзор над стручни работници, како што се социјални работници, дефектолози, негователи, физиотерапевти. А овие физиотерапевти посебно не се застапени во дневниот центар за деца заболени од церебрална парализа, кој што се наоѓа во Капиштец и кој што работи